Во општина Аеродром беше поставен камен темелник за изградба на црквата посветена на Света Тројца. Ктитор на новата црква е рускиот бизнисмен и собственик на спортскиот клуб Вардар Сергеј Самсоненко, а осветувањето го изврши архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Изградбата на првиот руски православен храм во Македонија, според господин Стефан, ќе влезе и ќе се забележи не само во историјата на македонската православна црква, туку и во историјата на руско-македонското пријателство. Самсоненко повлече дека изградбата на руски православен храм во Македонија е вистинската работа да ги спои нашите народи, бидејќи, како што забележа, има голема духовна блискост. Црквата посветена на Света Тројца треба да биде готова во 2015 година. Трошоците на живот во мај годинава во споредба со лани биле пониски за 0,6%, а цените на мало за 0,7%, објави Државниот завод за статистика. Во мај во однос на април пак е евидентирано зголемување од 0,3% на трошоците на живот и цените на мало заради повисоките цени на свежото и суво овоше, пецивата, свежиот зеленчук и други продукти. Пораст на трошоците на живот е забележан и кај обувките за 3,7%, авионскиот превоз на патниците за 2,9%, течните горива за домаќинствата за 1,9%. Аквапаркот во спортскиот центар Борис Трајковски утре почнува со работа. Цените и годинава ќе бидат исти како и лани, 300 денари, а семејниот пакет за 4 лица ќе чини 1000 денари. Аквапаркот ќе биде отворен секој ден од 10 до 22 часот. Српскиот премиер Александар Вучич по изјавата на вице-премиерката Зорана Михајловиќ дека Србија ќе мора да го одложи почетокот на изградбата на Јужен тек по одлуката за суспендирање на Бугарија, изјави дека за Србија се одвива како што е планирано и дека евентуално поинаква одлука може да донесе само српската влада. Изјавата на Михајловиќ следеше еден ден по соопштенијата на бугарскиот премиер Пламен Орешарски дека проектот ќе продолжи откако ќе се отстранат сите забелешки на Брисел и ќе се прецизира начинот за негова реализација. Лидерот на Демократската партија на Косово Хашим Тачи Досна синоќ прогласи изборна победа на предвремените парламентарни избори, а неговите приврзаници славеа во повеќе градови на Косово. Според него на Косово е достигнат стандард мирни скандинавски избори. Косовската државна изборна комисија информираше дека гласале 750.112 граѓани. Представници на Украина, Русија и на Европската Унија во Брисел почнуваат нова рунда разговори во рамки на напорите за решавање на недоразбирањата на Киев со Москва околу украинскиот долг за рускиот природен газ. Руското министерство за енергетика соопшти дека трите страни исто така ќе преговараат за цената на гасот кој Украина ќе го увезува од Русија во иднина. Руската државна компанија Газпром речиси ја удвои цената на гасот за Украина по соборувањето на поранешниот председател Јануковиќ.